Последни вести денеска. Добро вечер. Вице-премиерот Изет Меджити пред состанокот на Централното председателство на Вреди потврди дека Арбен Фетај ќе остане заменик председател на владата за добро владење, додека Азир Алиу ќе биде предложен за министер за здравство. Меджити беше дециден дека на вториот круг од локалните избори ќе има меѓусебна поддршка меѓу коалицијските партнери во владата, но не и со алијанса, како што вчера изјави Таравари. Плен е комплетиран. Вечерва ќе се кооптират и 10 членови од Алијанса на албанците на чело со господинот Арбен Фетај во председателството на Влен. Исто така е дефинирано тие да бидат дел од председателството на Влен и заедно да ја тераме битката за локалните избори, битката за новата победа. Воедно господинот Фетај останува вице-премиер за добро владење, додека од Влен од предлогот господинот Азир Алиу да биде министер за здравство. За другите позиции во владата, ќе одлучи Влен во наредните денови. Владата преговара за стратешките хидроелектрани Чебрен и Галиште. Планира да ги гради со британски пари, изјави премиерот Мицкоски на надзорната расправа во Собранието, посветена на аерозагадувањето. Единствено нешто за кое што преговараме и кое што мислам дека ќе биде добро во иднина да се направи од стратешки аспект е изградбата на системот хидроелектрани Чебрен и Галиште и со една помеѓу нив Орлов камен. И тоа планираме да го работиме со овој заем кој што го договараме со Обединетото кралство. Инвестицијата е негде 1,2-1,3 милиарди евра. Силно сум убеден дека не само поради производство на електрична енергија ни се потребни овие две хидроцентрали, туку убеден сум дека имајќи и предвид климатските промени, за идните генерации се потребни уште 2 нови резервоара за вода. Европската Унија не смее да дозволи Македонија да биде жртва на билатерализација, поврзана со идентитетски прашања, изјавил италијанскиот председател Матарела на средбата со македонската председателка Силјановска Давкова во Рим, каде што таа беше и на аудиенција кај папата Лав 14. Она што е најважно што го чув од него е дека веќе разговарал и со господинот Антонио Кошта, но исто така и со господјата фон дер Лајен за она што нам ни се случува. И не само како член на групата пријатели наши, туку исто така и како голем пријател на Западниот Балкан, рече дека не смее Европската Унија да дозволи ние да бидеме жртва на идентитетски прашања или на билатерализација врзана за идентитетските прашања. Очекува и јас очекувам да дојде до разговори со нашите соседи, да видиме кое може би е најдоброто решение. Филипче и натаму очекува лидерска средба. По седмицата на Советот за евроинтеграција изјави дека пораките на Кошта и на Калас се јасни и дека сега е моментот да го фатиме чекорот со Црнагора и со Албанија. Филипче најави дека се што ќе биде во функција на откочување на евроинтегративниот процес, СДСМ би поддржале. Во тој контекст гледа и позитивно на идејата на македонската председателка за нов трет протокол со Бугарија. Тој момент на толкување на протоколите. Прво, понатаму еве во јавноста излегува еден предлог од председателката, можноста да се разговара и за некој нов протокол. Третата работа, да изнајдеме начин да можеби се модифицира работата на Историската комисија, да побараме на странски експерти да присуствуваат и да учествуваат во таа работа. Например, луѓе кои што имаат искуства во своите земји на таа тема. Германија со Полска, Германија со
Австрија и така натаму. Имаме тука простор што работиме, сметам дека најлошата работа е да не се обидеме ништо да направиме. Во емисијата на Кавга со Иван, која што ќе се емитува вечерва во 23 часот, тука на Канал 5, гостинот, професорот од Универзитетот Цинцинати во САД, Иван Динев Иванов, даде шокантна изјава дека Музеот на Холокаустот во Скопје се користи за пропаганда и дека дополнително дел од фотографиите биле фотомонтажи. Оттаму пак му одговорија дека тоа е апсолутна невистина и пропаганда. Југославија и Македонија. Професорот од Универзитетот во Цинцинати во Америка, Иван Динев Иванов, за емисијата на Кавга со Иван, која ќе се емитува вечерва во 23 часот на Канал 5, со шокантно тврдење дека Музеот на Холокаустот во Скопје се користи за пропаганда и дека фотографиите на кои се гледа дека евреите од Македонија се депортирале со возови на бугарската железница биле фотомонтажа. Има музеј на Холокаустот во Скопје. Што мислиш? Зошто го направиле музеот на Холокаустот во Скопје? За пропагандни делумно пропагандни. Молам. Ова го зборуваш за те молам. Јас се оградувам, ова е за мене малце бестијално. За разлика од тебе, јас не велам дека музеот на Холокаустот е пропаганда. Не, во музеумот на Холокаустот се користеше пропаганда и таму беа сменети, повторам. Повторно зборува, виж, али знаеш пропаганда. Знаеш ли каква напред упатуваш сега? Ама знаете ли че таму имаше вагони во кои пише БДЖ? И сакаш да кажеш дека се фотомонтирани. Сакаш дека се фотомонтирани така. Имаше такво и тоа беше сменето во времето на Заев. По ваквите тврдења, Канал 5 го контактираше директорот на Музеот на Холокаустот во Скопје. Првиот човек на музеот категорично тврди дека сликите се оригинални, без никакви фотомонтажи и дека се сопственост на Меморијалниот музеј на Холокаустот, кој се наоѓа во Вашингтон. Изјавата на господинот, не му го знам името, е прво и основно скандалозна. Ова е само во насока на пропагандата која што е прави Бугарија, која што е државно спонзорирана во искривување на историската вистина за случувањата, депортацијата и Холокаустот на евреите од Македонија, кои што за тоа време биле под бугарска окупација. Меморијалниот центар на Холокауст на евреите од Македонија своите слики, своите документи и филмови ги има добиено со попатно истражување во Вашингтонскиот музеј на Холокаустот, во Јад Вашем, во германските архиви. Во дополнителните документи кои ни ги испрати, јасно се гледат и преписки и дописи за тоа како се организирал целиот транспорт на евреите од Скопје, што е само уште една од низата потврди за улогата на Бугарија во времето кога се депортирале евреите од Македонија. По 27 години бегство, во Грција е уапсен Ацо Боцевски циганот. Уапсен бил во грчкиот град Катерини, зашто од македонската полиција била известена од нивните грчки колеги. Боцевски беше баран со меѓународна потерница по наредба на Основниот суд Скопје 1 од 30 јуни 1998 за издржување казна затвор во траење од 15 години за извршено кривично дело убиство. Тој беше осуден за убиството на Сеат Ибраими среде Белден во ноември 97-та во центарот на Скопје. И покрај тоа што беше осуден, тој побегна откако му беше дозволен домашен притвор. Се очекува негова екстрадиција за доиздржување на казната. Тоа беше се во вечерното издание на Вестите и не заборавете од вечерната понуда на Канал 5 вечерва со почеток од 23 часот на Кавга со Иван. Пријатно.